Му благодарам на играчите мои, навистина сте хабри и не се осеќаше мојата, зашто добив црвен картон излегов, али сепак тие со 9 играчи ќе победевме екипата на Бања Лука. Ви благодарам многу. Силни сме и ќе победиме и другата година и третата година. Дали е ова заслужен пласман или можеби очекувавте да играте во финалето? Очекувавме, али спортот е таков, фудбалот е таков. Некој мора да победи. Испана да земиме трето место и нема некаква, разбираш, нешто проблем или нешто. Сега во оваа униформа не можам да препознам за кого настапивте. Настапив за екипата на Бања Лука од Република. Се шегувам. Капитенот на поразената екипа во надпреварот за третото место, како го видовте овој надпревар и покрај тоа што е ревијален? Ово е за мене еден од подобрите надпревари овдека, затоа што се состана екипите со исти просек на години. И не победија во добрата екипа денеска. А дали според вас ова е очекуван пласман или можеби очекувавте да стигнете подалеку со оглед на тоа дека надпреварот на македонците од Србија и од Босна и Херцеговина беше оценет како финале пред финалето? Па добро, екипата на Србија е просекот на години, кај нив е 23-24, а кај нас е преку 37-38 години, али добро. Една контра беше нивна, изгубивме со 1-0 и тоа е тоа. Ви се допаѓа ли овој начин на дружење на македонците од светот, ќе дојдете ли едната година пак? На мене ми е ова втор пат да сум овде. Корени се организира и прошлата година, што беше во Дојран, мал фудбал се играше, а сега ова е велики голем фудбал и супер е. Супер е, наредната година и сите години наредни. Благоја Настевски, македонец во Словенија, добитник на наградата, највозрасен учесник на ова фудбалско светско македонско првенство, како се чувствувате во Охрид? Па, одлично се чувствувам, како психички, така и физички. Така да на овие надпревари успеавме да даеме се од себе и јас придонесов на мојата екипа еден гол, кој што го нарекува најгол и многу сум весел и радосен затоа што во овие години да играш активно, не активно, али рекреативно и да трчаш на 66 години не е мала работа. Препорачувам да младите се бават со спорт, да може да играат уште подобро него. Дали и во наредните изданија на вакви македонски конгреси, спортски и од секој друг тип ќе дојдете, ќе посетувате колку можете? Апсолутно, и минатата година на турнирот Корени во мал фудбал, исто таму игравме и нашата екипа го зададе 4-то место. Така да се надеваме дека ова ќе постане една традиција, убава, да се дружиме сите македонци од цел свет и да се запознаваме и да сме чврсти и, како да речам, сложни, да не може никој нас да не победи. Исто кој екипата да е сноп, кој не може да го победи никој, така и Македонија да е. Маријан Цветановски, македонец во Босна и Херцеговина, како вие го доживеавте турнирот? Мислам дека све беше изванредно организирано, немаме нити една приметба од смештај во хотелот преку све што беше организирано до сега. Видовне многу во Охрид и околинава, а за самиве утакмици навистина не знам како. Од страна изгледаше, ја мислам дека све беше идеално, како на теренов, така и овде. Дали го очекувавте овој резултат, без разлика на тоа што надпреварите се ревијални и пријателски, дали можеби чувствувате дека местото ви беше во финалето? Па мислам и другиве така да мислат како ние. Мислам дека повеќе очекувавме, ама не сме ни со ова незадоволни. Овде ние дојдовме да го шириме пријателствово, а спортот си останува на страна до година. Ја мислам дека ќе се поправиме, па можда за барем второ место, ако не за прво. Останува и да ве видиме и на наредните изданија на ваквите македонски спортски настани. По 100%, ја секоја година идам во Македонија барем 2 пати во годината, а за фудбал секое време може да најдам момент да играм во Македонија или било каде.